Уставните измени сами по себе нема да ја однесат Македонија во Европската унија. Главниот проблем, според поранешниот амбасадор Ристо Никовски, не е уставот, туку преговарачката рамка со ЕУ. Тој смета дека Македонија треба да го откаже вториот протокол со Бугарија и да побара промена на преговарачката рамка, бидејќи по евентуалните уставни измени остануваат механизми преку кои Софија може да го блокира евроинтеграцијскиот процес. Никовски оценува дека пречките за членство се вградени во документите договорени со Брисел и Софија. Според него, дури ако се усвојат уставните измени, процесот нема да биде завршен, бидејќи следуваат нови фази и ратификација од сите земји членки на ЕУ, во кои Бугарија повторно би можела да стави вето. Нема друг излез Македонија, а знаете, меѓународните договори се потпишуваат, се откажуваат. Да не наведуваме сега примери кога американците во последно време 3 светски договори ги оставија и ги напуштија. Значи, ако нешто ветите, ако превземете некоја обврска, вие немате друг излез, друг избор, или да извршите таа обврска, или да ја откажете. Во пресредна посетата на председателот на Европскиот совет Антонио Кошта на Скопје во вторник, поранешниот амбасадор Никовски не очекува значителен исчекор во евроинтегративниот процес. Тој смета дека Кошта е добронамерен и свесен дека Македонија се наоѓа во ќорсокак, но оценува дека станува збор за преземени обврски и направени грешки од минатата власт, кои сега тешко може да се надминат. Никовски не е оптимист, ниту очекува посетата на Кошта да донесе некој позитивен набер или промена на ставовите на ЕУ. Кошта е добронамерен, е очигледно свесен дека Македонија е доведена во ќорсокак, дека тоа е дека се наши грешки во суштината, наши обврски прифатени кои се нерелевантни, неисполнени по многу што, и тој ќе биде глаголив, меѓутоа тоа ништо не значи. Неговата улога, неговата функција во Европската унија е во голема мерка формална. Самитот ЕУ-Западен Балкан ќе се одржи на 5 јуни во Тиват, каде ќе се дискутираат различни предлози, како оној на Мерц и нон-пейпери за забрзување и нови модели на проширувањето кон Европската унија. Во пресред на самитот, разликите меѓу Скопје и Софија остануваат непроменети. Откако бугарската министерка за надворешни работи порача дека Бугарија нема да отстапи од договореното во 2022, премиерот Мицкоски возрати дека Македонија нема да ги помести своите позиции, се додека нема конкретни чекори од бугарска страна. Тој повтори дека Софија не ги исполнува своите обврски, оценувајќи дека бугарските барања представуваат уцена, политички притисок и булинг.